civilmedia.mk. Добре дојдовте во Кратки нозе. Заедно со вас и во ова издание ќе разоткриваме дезинформациите со цврсти факти и аргументи. Во ова издание откриваме манипулации со предизборна анкета објавени на порталот Прес24. Ке ви откриеме и дезинформации за кандидатите за градоначалник на Скопје и Скопскиот маратон, како и невистините предизборни ветувања од кандидатот Петар Георгиевски Камиказа. Тргнуваме веднаш. Порталот Прес24 на 3 октомври објави содржина со наслов Аксиос 59,3% поддршка за ВМРО-ДПМНЕ, а 10,7% се изјасниле за СДСМ. Објавата на Прес24 е манипулативна и невистинита, бидејќи она што се тврди во насловот не се резултати од одговори на прашање за кој кандидат ќе го дадат гласот граѓаните на изборите или која партија ја поддржуваат, туку се однесува на прифатливоста на слоганите на двете партии за испитаниците. Прашањата од кои се излекува насловот се: дали сметате дека СДСМ и нивната коалиција се најдобри, поврзано со слоган на СДСМ за локалните избори? И дали би се согласиле дека треба да се создаде нова иднина, поврзано со слоган на ВМРО-ДПМНЕ за локалните избори? Овие прашања се несоодветни за една предизборна професионална анкета, бидејќи се нејасни и наведувачки, што и не е чудно, кога доаѓаат од организација за која речиси да нема никакви јавни податоци за нејзината работа и која за прв пат пред јавноста се појавува со анкета. Затоа, граѓаните треба да внимаваат со вакви објави и анкети, особено во предизборниот период. Тие очигледно немаат за цел да ја информираат јавноста, туку да создадат впечаток за предност на една или друга партија и да ги охрабрат или да ги обесхрабрат нивните поддржувачи. Затоа често пати во Македонија се случува анкетите целосно да го промашат резултатот, а резултатот се гледа на онаа најрелевантна анкета, на денот на изборите. Скопскиот маратон секоја година привлекува се повеќе внимание, не само на посетителите и учесниците, туку и на медиумите и јавноста. Телевизија Сител, меѓу најважните вести на 3 октомври, извести и за маратонот, при што констатираше дека скопските кандидати за градоначалник не ги облекоа патиките. Скопје годинава масовно на маратон. Кандидатите не облекоа патики, но ветија поздрав главен град. Скопските кандидати за градоначалници не трчаа маратон, но трчаа за нивното финале на 17 октомври. Но оваа констатација изречена во најгледаните телевизиски вести во земјата не е вистина. Како што се гледа од објави на социјалните мрежи, најмалку 2 кандидати истрчаа на маратонот, и тоа двајца музичари. Освен Петар Георгиевски, кој е пасиониран учесник на маратони, на годинешниот Скопски маратон истрча и Арбен Бени Шакири. Трчам за Скопје. И покрај тоа што беа изнесени невистини, телевизија Сител ниту ја коригираше оваа дезинформација, ниту пак се извини на кандидатите кои трчаа на маратонот. Може би ваквите дезинформации делуваат безопасно, но тие сепак влијаат на перцепцијата на публиката. Медиумите треба да проверуваат пред да објавуваат, а граѓаните и публиката да бидат многу внимателни со вакви објави, особено при важни процеси и настани како што се изборите. На популарниот музичар Перо Камиказа, кандидат за градоначалник на Скопје поддржан од левица, му одат маратоните, но очигледно далеку послабо му оди познавањето на надлежностите на функцијата за која се кандидира. На предизборен собир, тој вети изградба на Скопскиот саем во општина Петровец. Постои ли метропола во било кој свет што нема саем? Ние ќе го направиме саемот централно место, ќе биде на некои 20 на километра од Скопје во Петровац. Но општина Петровец не е дел од град Скопје, а меѓу неа и градот има уште една општина која што ги раздвојува – општина Илинден. Колку и да е доблесна идејата за изградба на саем и враќање на Скопје во листата на саемски градови, кандидатот што ја предлага треба да знае дека општина Петровец воопшто не спаѓа во територијата на град Скопје, ниту пак во неговите надлежности. Функцијата градоначалник е тешка и одговорна работа,
а граѓаните очекуваат од кандидатите да изнесуваат ветувања и работи кои што можат да ги остварат кога ја бараат нивната доверба, а не работи кои што се невистини и кои што не се остварливи. Толку во овие кратки нозе. Ги очекуваме и вашите предлози и содржини за кои сметате дека се дезинформации. Заедно со вас ќе ја бараме вистината. Се гледаме наскоро. Останете со Цивил медија.